Фрапантни се бројките кои ги покажа системот Безбеден град на МВР. За само 12 часа камерите констатираа неверојатни 65.000 прекршоци. Ептен загрижува податокот дека дури 2800 возачи поминале на црвено светло, што носи многу висок ризик во сообраќајот. Дали овие алармантни бројки ќе предизвикаат освестување дека се претерало? Ќе дојде ли до вразумување на огромниот број на здивени возачи по активирање на системот? До сегашното контролирање на сообраќајниците, полицајци не успеа во тоа. Во просек дневно се пишува по околу 500 до 600 казни и еве сега се види дека тоа било како мечка да плашиш со решето. Новиот систем е нешто сосема друго, но пред се мора и без казни да се смени однесувањето на сите учесници во сообраќајот. Инаку, ако вака се продолжи, системот ќе прегори за 2 дена, оти ќе не може да постаса да изнапише илјадници казни. Почитување на 5 стандардни принципи кои се пример во европските земји: безбедна брзина, безбедни учесници во сообраќајот, безбедни патишта, безбедни возила и ефикасна реакција на институциите по настанување на сообраќајната незгода. Тоа според министерот за внатрешни работи Панче Тошковски е клучот за 0 жртви во сообраќајните несреќи. Во денешното обраќање на Националната конференција за безбедност на сообраќајот во локалната самоуправа, тој посочи дека Македонија, за жал, во последните 15 години е синоним за врв на жртви, предизвикани од непочитување на сообраќајни правила. Инаку денеска министерот истакна дека за 24 часа околу 110.000 прекршоци констатира системот Безбеден град само во Скопје. Нова детска градинка почнува да се гради во населбата Дексион, општина Ѓорче Петров. Како што појасни од општината, предвидено е да се состои од приземје плюс 1 кат. Капацитетот е 6 групи на деца во различни возрастни категории. Рокот за завршување е 2 години од денот на воведување во работа. На официјалното започнување на градбата на градинката присуствуваше и премиерот Христијан Мицкоски. Тој кажа дека во моментов се градат неколку градинки и е убеден дека за многу кусо време од денеска листата на чекање веќе нема да биде листа на чекање, туку секое дете кое што ќе сака да оди во градинка ќе го има. Градскиот трговски центар е еден од символите на Скопје, но последниве десетина години постојано го губи својот сјај и символика. Постепеното пропаѓање на некогашната архитектонска и комерцијална гордост на Скопје е видлива на секој чекор. Просторот плаче за реновирање, а дополнително лошо е и тоа што голем дел од дуќаните се празни, особено на погорните катови. Едноставно ГТЦ чека институциите да се сетат на него и да му бараат решение. Досега се изнаслушавме многу ветувања. Имаше пред повеќе од 10 години и конкретен проект да се реновира објектот, ама граѓанска иницијатива помогната од тогашната опозиција СДСМ го гушкаше ГТЦ и не го даде за реновирање. Сега гушкачите ги нема. На потек е оваа централна и градска власт. Можеби решение е најгорниот кат да биде седиште на градската администрација и така таа сега е во субстандардни бараки. Општина Центар врши интензивна проверка на сите градилишта во нејзиниот реон. Градоначалникот Горан Герасимовски обелодени дека во изминатиот период се проверени 30 градилишта и изречени се 24 казни. Изрековме 24 казни за прекршувања од незаконско зафаќање јавни површини па до валкани гуми. Казните се движат од 1300 до 1800 евра. Како општина имаме јасна цел, ред, безбедност и заштита на јавниот простор. Ке реагираме на секое нарушување и ке продолжиме со редовни и интензивни контроли на сите активни градилишта, напиша Герасимовски на Facebook. Од општината наведуваат дека засилените контроли ке продолжат. Во Скопје има извесен број на бездомни лица. Владата најавува дека се бара решение за нивниот проблем. Имено заменик министерот за социјална политика Ѓоко Велковски вели дека за нивно сместување ќе се решава проблемот по примерот на изградбата на типските куќи во штипската населба Миријанина црква. Има повеќе локации каде што имаме ваква појава. Во Визбегово имаме во Бутел една таква дива населба. Ранка Милановиќ, поранешниот дом за деца, исто така и Вардариште, кој што беше пред самите избори. Пратена информацијата на владата со конкретни чекори и активности со акциски план комплетен,
рече Велковски. Тој додаде дека не е само луѓето да бидат дислоцирани од овие локации, туку треба да се изградат стамбени капацитети во кои ќе се сместат лицата од овие локации кои немаат своји домови. Четворица скопјани добија кривични пријави затоа што кон крајот на октомври во скопското село Средњо Коњари физички нападнале жител на селото и негов малолетен внук. При насилството тие употребиле тврд предмет, а првопријавениот дури и репетирал пиштол. Како што се наведува во полицискиот билтен, МВР поднесе кривична пријава против 4 лица за сторени кривични дела насилство и неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи, како за сторено кривично дело насилство врз дете. Измамен 64 годишен скопјанец и оштетен за 1300 евра. Тој пријавил во МВР дека ја дал споменатата сума на лице верувајќи дека ќе му среди социјална помош за него и за неговата сопруга. Лажењето траело долго. Оштетениот уште во 2022 година му доверил 300 евра на лицето кое му ветувало, но по неколку месеци пристигнало решение дека барањето му е одбиено. Наместо тука да заврши, измамата продолжила. По една година истата личност повторно побарала пари, овој пат 1000 евра, со објаснување дека ќе среди социјална помош за сопругата на пријавителот. Оштетениот пак дал пари, пошто измамникот исчезнал. Полицијата работи на идентификација и расчистување на случајот. Фестивалот на креативен документарен филм со настанот Зимски Македокс ќе гостува во програмата на фестивалот на европски филм Синедес, што од 3 до 10 декември ќе се одржи во МКЦ и во кинотеката. Од 5 до 7 декември во рамки на програмата на 24 Синедес ќе биде прикажан избор на долгометражни победници од 16-тото издание на фестивалот Македокс. Програмата на Зимски Македокс е составена од 3 наградени документарни остварувања. На 5 декември во МКЦ Денсинг ќе биде прикажан филмот Ни една друга земја на Басел Адра.